Прашањето за статусот на македонското малцинство и понатаму останува чувствителна тема во односите помеѓу Бугарија и Македонија, со различни толкувања околу идентитетот, правата и историските аспекти. И додека Европската слободна алијанса повикува европските институции и меѓународните организации да продолжат со мониторинг и да обезбедат почитување на европските стандарди за човекови права и демократија, во меѓувреме едногласно е прифатен предлогот на обединетата македонска организација Илинден, насловен тековна репресија врз македонското малцинство во Бугарија и барање за официјално извинување од Бугарија за нејзините злосторства за време на комунистичкиот режим. Висока свест, неопходни се концентрирани напори за истакнување на сериозната ситуација со човековите права на македонското малцинство во Бугарија. Правна одговорност. Европската унија мора строго да ја повика Бугарија на одговорност за нејзините правни обврски како земја членка на Европската унија, особено во врска со обврските за човековите и малцинските права кои Бугарија постојано не успева да ги исполни. Ставање крај на двојните стандарди, прекин на примената на двојни стандарди од Европската унија кон земјите членки и земјите кандидати во врска со заштитата и третманот на националните малцинства и унапредувањето на нивните права. Официјално извинување за историските злосторства, барање Бугарија официјално да се извини за злосторствата што ги извршила врз своето македонско малцинство за време на комунизмот. Премиерот Христијан Мицкоски пак во однос на прашањето за причините за блокада на акцискиот план за малцинства од страна на Бугарија, денеска од Виница истакна дека тоа е политика што трае со децении и посочи дека за причините за ваквиот чекор на официјална Софија треба да се прашаат бугарските власти, но упати критики до претходното раководство во државата. За жал, некои претходни политички елити кај нас тоа не успеа да го препознаат и беа кратковиди и предпоставувам лекомислени или се воде од личните интереси мислејќи дека ако потпишат белдис хартија сите проблеми ќе бидат решени. Тоа така не иде во реалниот свет и во реалната политика. За жал направија големи проблеми, за жал ќе треба тие проблеми да ги решаваме и ги решаваме еден по еден, но ќе се бориме. Впрочем, тоа е нашата задача, да се бориме. Бргу и лесно ништо не доаѓа во животот, за све треба да се изборите и да победите. Инаку, Мицкоски завчера информираше дека акцискиот план за малцинства е веќе подготвен и усогласен со експерт од Европската комисија. Документот има неофицијална подршка од 26 земји членки на Европската унија, со исклучок на една држава.